Петок, 26 декември 2025, добра вечер во Дневникот на КТВ. Советот на општина Кавадарци денеска го усвои буџетот за 2026. Во рамки на денешната четврта седница беа усвоени и програми за работа за следната година. Советот на општина Кавадарци на својата четврта редовна седница го усвои буџетот за 2026 година, поставувајќи ја финансиската рамка за предстојната година. На седницата беа изгласани над 60 точки кои опфаќаат клучни развојни програми, субвенции за јавни предпријатија. Буџетот за 2026 е димензиониран на 1 милиарда 763 милиони 755 илјади денари. Карактеристично за оваа буџетска рамка е што општината не планира задолжувања, односно ставката за кредити изнесува 0 денари. Основниот буџет 907 милиони денари, дотации од државата 765 милиони денари, самофинансирачки активности 63,9 милиони денари, а донации 27,2 милиони денари. Една од најзначајните одлуки за граѓаните е зголемувањето на цените за паркирање. Најголем скок има во зона А, каде цената за 1 час се зголемува за 50%, односно од 30 на 45 денари. Во зона Б паркирањето ќе чини 30 наместо 20 денари, додека во зона С цената е зголемена на 20 денари. Советот даде зелено светло за субвенционирање на сите локални јавни предпријатија, вклучувајќи комуналец, паркинг, градски превоз и спортските објекти. Општината продолжува со социјалната заштита, обезбедувајќи субвенции за комунални услуги за лицата изложени на социјален ризик и во текот на 2026 година. Усвоени се стратешки документи за урбано зеленило, заштита на животната средина и локален економски развој. Во делот на спортот беа одобрени финансиските планови за градските гордости ФК Тиквеш, ракометниот клуб Тиквеш и кошаркарскиот клуб Голден Игала. На седницата беше официјализирана и меѓународната соработка преку одлуката за збратимување на општина Кавадарци со општина Будва од Црнагора, со што се отвораат нови можности за културна и економска размена. За 3 години општина Кавадарци ќе го реши проблемот со загадениот воздух, рече на денешната седница на Совет градоначалникот Митко Јанчев, одговарајќи на поднесениот амандман на буџетот за субвенционирање на филтри за оджаци за граѓаните поднесен од СДСМ. Во делот на аерозагадувањето општина Кавадарци интензивно, континуирано целиот изминат период од најмалку 8 години работи во делот на намалување на загадување на воздухот и квалитетот на самиот воздух. Воедно не се согласувам дека сме најзагаден град и дека сме загаден град. Не се согласувам во цело, затоа што имаме подобрување во мерните станици. А подобрувањето се и делумно благодет на ветровито време, меѓутоа и делумно каде што многу семејства преминаа веќе на поеколошки енергенси за затоплување, кои што ги нуди пазарот во Македонија и во општина Кавадарци. Сами знаете и наредните точки ги имаме. Општина Кавадарци од јануари ќе почне со комплетна постапка за тендерирање и изведба на гасификацијата, поврзување на гасификациона мрежа и тука може ќе треба посериозно да разговараме, али тоа ќе биде после мај месец во делот на кофинансирање, финансирање или субвенционирање на приклучок на гасоводната мрежа на индивидуални семејства. Воедно тоа го вклучува и топлификацијата која што ќе биде како комбиниран дел на гасификацијата. Знаете дека 3 години интензивно работиме со комисии од UNDP, со комисии од екологија, со комисии од Универзитетот Гоце Делчев, каде што има комплетно изготвен елаборат за детектирање и комплетно мерки за намалување на квалитетот на воздухот и аерозагадувањето во општина Кавадарци. Ја можам да ветам, ева вака јавно, тука пред сите, верувам дека и согласите, и некој што ќе го реши воздухот во Македонија трајно, би му дале, мислам дека најпрестижна награда
од државно значење и би заслужено би ја добил таа. А изгледа че бидам првиот што ја добијам, затоа што јас гарантирам дека за најмногу 3 години од сега општина Кавадаци ќе го реши трајно загадувањето на воздухот, кое што доаѓа од две основни причини. И тоа од затоплувањето на домаќинствата и грејењето и од поготово тешкиот товарен сообраќај кој што е со повеќе емисии на издувни гасови во однос на лесниот патен сообраќај и изградбата на заобиколницата, односно транзитирањето низ општина Кавадаци. Трето, општина Кавадаци располага со најмногу патнички автомобили, зборам, регистрирани, негде 17.800 по број на жители, сме рекордери во Македонија и пошироко. И општина Кавадаци во наредните 3 години ќе набаве најмалку 3 автобуси кои ќе ги очекува од владата на Република Македонија да бидат донација, електрични автобуси. Општина Кавадаци у наредните 3 до 4 години сите јавни институции, вклучувајќи и општината, инспекцијскиот надзор, јавното предпријатие Комуналец, автомобилите кои ќе ги користат за дефекти, за пренос на роба, на луѓе, за подвижност ќе бидат на електричен погон и такси превозот исто така ќе биде на електричен погон. Тоа ќе треба како советници да донесете стратешка, клучна, битна одлука, а не да се криеме позади нешто друго. И храброста тука ќе ја видиме кој е за долгорочно решавање или не. Ова го зборам од аспекта затоа што ќе ни треба и задолжување, ќе ни треба носење на одлуки и на непопуларни мерки према загадувачите, ќе треба да се донесе одлуки за према шумско стопанство, за транспорт на дрвјата и на дрвната маса и ќе дојде денот кога ќе треба да донесеме одлука во урбани заедници кај ќе имаме над 60% гасификација, а можност за сите да се гасифицираат, да го забраниме поготово во централното градско подрачје или во колективното домување, во урбаните заедници, грејењето на дрвја. Тоа е трајното решение и ја уверувам дека тоа ќе ни биде главна цел за овие 3 години да го решиме комплетно и да се пофалиме како градоначалник, како совет дека сме го решиле воздухот. Градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев денеска им подели новогодишни пакетчиња на учениците од општинските основни училишта Гоце Делчев, Димкат Ангелов Габер од Кавадарци, Димкат Ангелов Габер од Ваташа и Тоде Хаджитефов. Дедо Мраз, Мими, Дино и Юникорн направија уште една спектакуларна новогодишна забава на градскиот плоштад во Кавадарци. Општина Кавадарци продолжува да ја реализира програмата новогодишна и се најавуваат празнични настани и во наредниот период. Општина Кавадарци традиционално како и секоја година, така и ова година, доделува новогодишни пакетчија за нашите најмлади, најмили и тоа вкупен број на доделени пакетчија 4000, од кои што се обезбедени од буџет на општина Кавадарци. Офатени се од предучилишно образование, односно сите дечиња упишани во градинка, од прво до пето оделение, специјалните паралелки и децата од дневниот центар. Така да општина Кавадарци со овој мал гест го одбележува доаѓањето на Нова година, на божичните празници и на нашите верски празници, за да нашите најмили си израдуваат и да се подружат тука и со Дедо Мраз и со другите кои што ги имаме организирано како настани во текот на месец декември. Можем да кажам, да потенцирам дека општина Кавадарци ова година 26 дена активно секојдневно има активности на самиот плоштад и на завршеткот тоа ќе биде на самата вечер на 31 декември и на дочкот на новата година. Средното општинско училиште Киро Спанџов Брко Кавадарци денеска го одбележа патрониот празник. Според архивските податоци, нашето училиште постои уште од 1919 година, кога започнало со работа како занајчиско-трговачка школа. Подоцна го носи името стручно продолжена школа, а токму во тој период, во 1933 до 1936 година, тука се школува и нашиот патрон Киро Спанџов, изучувајќи го берберскиот занај. По Втората светска војна,
училиштето ја продолжува својата мисија под името Општо занаетчиско училиште со цел да одговори на потребите на стопанството. Низ годините следуваат повеќе организацијски и образовни трансформации, се до 1978 година, кога училиштето прераснува во училишен центар за средно образование и го добива името кој со гордост го носи и денес Средно општинско училиште Кирос Панџо Брков од Кавадарци. Денес училиштето представува модерна и функционална образовна институција во која се застапени машинската, електротехничката и геолошко-металуршката струка, со образовни профили кои одговараат на реалните потреби на пазарот на трудот и се реализираат преку 3-годишно и 4-годишно образование. Со реформите во средното стручно образование посебен акцент ставаме на практичната настава и учењето преку работа. Нашите ученици од 2, 3 и 4 година практичната обука ја реализираат во бројни компании од Кавадарци и регионот, меѓу кои се Дрекселмайер, Кожувчанка, ИГМ Трейд, F1 системи, Винарска визба Тиквеш, Кансмарк, како и во голем број автосервисни и производствени компании. Како директор, сакам јавно да ја истакнам благодарноста до сите компании со кои имаме воспоставено стабилна и квалитетна соработка. Преку менторска поддршка и реална работна средина, нашите ученици стекнуваат практични знаења и вештини, што им овозможува по завршувањето на образованието веднаш да се вклучат во производствените процеси, а дел од нив и директно да се вработат. Покрај наставниот процес, учениците и наставниот кадар активно учествуваат во бројни воннаставни активности, државни и меѓународни надпревари, како и во Еразмус Плюс проекти. Нашите ученици редовно учествуваат и на државни и меѓународни надпревари во разни области, а оттаму најчесто се враќаат со награди и реално побогати со едно поголемо искуство. Нивниот успех е воедно и наш успех како воспитно-образовна институција. Особено значајна е соработката со нашите спратимени училишта, Техничка школа Чуприја, Машинска школа Радоје Дакич од Раковица Белград и од неодамна подпишувањето со Мешовита средна школа Завидовичи од Босна и Херцеговина, кои представуваат пример за успешно регионално поврзување и размена на искуства во стручното образование. Нашето училиште е активно вклучено и во реализација на значајни домашни и меѓународни проекти, како дел од конзорциум со реномирани компании, како што се Дрекселмайер, ИГМ Трейд и во тоа време Евроникел Индустри, обезбедивме грант од околу 600.000 евра за набавка на современа опрема и машини, инвестиција која веќе е целосно реализирана и представува значаен исчекор кон унапредување на квалитетот на наставата и позиционирање на училиштето во регионален центар за стручно образование. Денес нашите ученици се подготвуваат да станат идни електро и машински инженери, техничари и стручни кадри, а многу наши поранешни ученици веќе се носители на производствените процеси во бројни компании и институции во државата и пошироко. Тоа е нашата најголема гордост и потврда за квалитетот на образованието кое го нудиме. Континуирано инвестираме во унапредување на инфраструктурата, безбедноста и условите за работа. Реконструкцијата на надворешните спортски терени е дел од тие заложби со цел учениците да имаат услови за целосен развој. За ова изразувам искрена благодарност до градоначалникот доктор Митко Јанчев, Советот на општина Кавадарци и Министерството за спорт, како и до компаниите Дрекселмайер и Кожувчанка. Нашата визија е јасна: континуиран развој, проширување на образовните профили и создавање квалитетни кадри подготвени за предизвиците на современото општество. Во рамки на новогодишната програма на општина Кавадарци се одржа новогодишен концерт на талентираните ученици од Основното музичко и балетско училиште Лазо Мицев Рале Кавадарци. Со своите музички и балетски изведби, младите ученици приредија вистинска празнична магија и уште еднаш го покажа својот талент, труд и љубов кон уметноста. Концертот кој беше исполнет со емоции, аплаузи и гордост за иднината на нашата културна сцена. По повод Денот на армијата на градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, вчера началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал мајор Сашо Лавчијски, му врачи голема плакета на армијата.
Ова плакета представува признание за несебичното залагање и огромниот придонес кој Јанчев континуирано го дава кон армијата, не само како градоначалник на општина Кавадарци, туку и како општествено одговорна личност. Советот на општина Росоман во рамки на четвртата редовна седница го донесе буџетот за 2026 кој е димензиониран на износ од 162.636.000 денари. Буџетот е насочен кон развој, стабилност и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните со фокус на инфраструктурата, комуналните услуги, образованието и социјалната поддршка, вели градоначалникот Ѓорги Крстевски. На седницата беше покрената иницијатива во Росоман да се отвори полициско оделение. Сакам да донесеме како совет еден заклучок да јас како градоначалник во име на советот и градоначалник на општина Росоман да се обратам до владата на Република Македонија и до Министерството за внатрешни работи, бидејќи во тека изработка на нова систематизација во Министерството за внатрешни работи, со која ќе ја побараме и ќе образложиме потребата во Росоман за отварање на полициско оделение. Полициско оделение според систематизацијата на МВР значи цело полициско оделение со командир на полициското оделение Росоман. За таа цел веќе разговарав со приватен бизнисмен кој што ќе општествено одговорна компанија која што ќе донира да се реконструира објектот кај што е патарата поранешта во Росоман, кај што ни е отстапен со одлука на влада на користење на општина Росоман. Ние ќе го отстапиме на користење Министерство за внатрешни работи, а додека приватниот бизнисмен ќе го донира комплетното уредување на целиот објект. Тоа да го донесеме како заклучок за да можеме да се обратиме до владата и до МВР. Управата за јавни приходи соопшти дека обврската за пријавување и оданочување на доход остварен во странство не е нова мерка и не представува ретроактивна одлука, туку законска обврска што постои со години и е во согласност со домашното законодавство и меѓународните договори. Воопшто не се работи за ретроактивно оданочување. Значи не се работи за некоја нова законска одредба која сакаме да ја примениме ретроактивно, да важи ретроактивно, туку се работи за законска одредба која постоела од секогаш. Откако е донесен законот за данокот на личен доход и претходно била регулирана нели и со законот за персонален данок на доход, и уште поважно се работи за еден универзален принцип што се применува во секоја даночна јурисдикција, според кој принцип сите даночни резиденти во една држава, во својата држава треба да го пријават и оданочат целокупниот свој светски доход без оглед на тоа во која земја е остварен. Значи така и во нашата регулатива дека нашите македонски даночни резиденти овде треба да го пријават и оданочат целокупниот свој доход остварен во земјата и во странство. Значи, да повторам, не се работи за ретроактивна примена на законите. Во однос на платениот данок во странство. Значи, и нашиот закон за данок на личен доход и меѓународните договори со кои што се склучени со одредени земји, значи не со сите, туку со одредени даночни јурисдикции, заштитуваат да не дојде до двојно оданочување, односно данокот за еден ист доход да се плати двојно во двете земји. Значи постојат институтите, даночен кредит, признавање на данокот, прифаќање на данокот платен во странство или враќање на данок платен во странство и слично, врз основа на кои што нели во определена даночна постапка кај нас со приложени докази може да се утврди дали колку данок треба да се доплати во Македонија. Но законите и меѓународните договори исто така спречуваат да не дојде ниту до двојно ослободување, односно данокот да не биде платен во ниту една земја. Продолжуваме и со останатите содржини во дневникот. Председателот на СДСМ доктор Венко Филипче на денешниот брифинг со новинари, говорејќи за економската состојба во државата, предупреди дека следната 2026 ќе била исклучително тешка и кризна за државата и граѓаните, со нови поскапувања, зголемено задолжување и продлабочување на сиромаштијата. Има многу кризна година. Ке следи година во која што ќе треба да се задолжиме најмалку дополнителни 2 милиарди евра. И тие задолжувања ќе бидат
за тековни трошоци нема да бидат за капитални инвестиции. Всушност, вкупната сума предвидена за капитални инвестиции е намалена во буџетот за 2026 година. Сега гледаме дека има проблем со собирањето, со реализацијата на приходите. 10% ќе фалат. Тоа се 600 милиони евра во буџетот. Понатаму, инфлацијата тешко да се контролира. Со поскапувањето на струјата се ќе поскапи. Токму во овој период, кога ги почнавме да ги откриваме сите коруптивни сделки на власта, кога почнавме да го разобличуваме предавството и нивниот лажен патриотизам, гледаме и сведоци сме дека не се бираат средства да се замолчиме. Серија на обиди да се прикаже некакво уривање на социјал-демократскиот сојуз на Македонија од внатре. И тоа што во меѓувреме го дознавме е дека сето ова е организирано од ВМРО ДПМН. И дека целиот проект го води ВМРО ДПМН, тие се налогодавачи, финансиери, а дека во позадина еден од можните финансиери на целиот овој проект е Алта банка. На ваквите обвинувања одговори премиерот Мицковски, нагласи дека од СДСМ намерно сееле паника и страф. Следната година ќе се враќале нивни долгови. Треба државата да врати со се буџетскиот дефицит некаде над 2 милиарди евро, прилика 2,2 милиарди евра. Каква е структурата? 700 милиони евра е евроврзница која што владата на СДСМ и ДУИ ја има земено во 2022 година. На 4 години со каматна стапка од 7,5% ефективно. И таа треба да ја вратиме. Според првичните анализи кои што ги имаме, ќе биде многу поповолно од таа што тие имаат. Земено сега размислуваме само на купонот каков да биде. Буџетскиот дефицит се разбира стандардно треба да се врати, тоа е разликата помеѓу расходите и приходите. Планираме тој буџетски дефицит да го враќаме со хартија од вредност на домашниот пазар и доспеваат други заеми кои што владата на СДСМ и ДУИ ги има исто така подигнато во минатото. Со други зборови, над 2 милиарди евра треба да се вратат. Кога опозицијата спомна дека не остасувале 60 милиарди денари во буџетот, веќе 30 милиарди влегоа во буџетот, и ако на тоа се додадат и сопствените приходи, тие 60 милиарди веќе се во оптек и во ликвидност во државата. А вчера беше денот кога требаше правните лица да го платат ДДВ-то, нормално данокот на додадена вредност. Сите бројки во декември се двоцифрено над прогнозите. И очекуваме не само што приходите ќе ги постигнеме, туку и ќе ги надминеме. Така што секоја нивна невистина се разбива со бројки. И тоа се факти. Но ќе мора јавноста да се навикне, бидејќи тоа е начинот на кој што ќе се обидуваат да привлечат внимание. Ние ќе си работиме, а тие нека сеат паника и страф. Утре не очекува сончево време со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерена долж поврдарието, засилен ветер од северен правец над 60 км на час, а температурата ќе се движи од -1 до 8 степени. Почитувани, тоа беа содржините во дневникот. Ви посакувам убава вечер и пријатни мигови со нашата програма.